Агенцијата за регистрација во Благоевград се води од политички мотиви наместо да делува законски. Остра реакција од председателот на културниот клуб Никола Вапцаров во Бугарија, откако му го одбиле барањето за регистрација на истоименото здружение. Атанас Мазнев најави дека оваа одлука ќе ја обжали пред судот, но стравува од притисоци, бидејќи на здружението му е ускратена легитимноста. Агенцијата по вписанијата реагира политички на едно наше законно искане за регистрација на позволена од закона клубна дејност. И поради таа причина ние вознамеряваме да обжалваме тоа решение на агенцијата пред суд и се надяваме судот да погледне од гледна точка на закона, а не политически. Притисоците се свеждат до това, което е направено чрез решението на агенцијата по вписване, като е отхвърлено нашето искане за регистрация. По този начин ние сега в момента се явяваме нелегитимни, ние сме извън закона и във връзка с това към нас възникват. Во одбивањето е цитиран членот 12 од Уставот на Бугарија, кој гласи дека здруженијата на граѓани не можат да поставуваат политички цели и да вршат политички активности. Мазнев е дециден дека овој член не само што го запазиле, туку и дополнително напишале во статутите дека нивното здружение нема за цел вршење политичка дејност. По инцидентот со каменувањето на клубот, и тоа од општински службеници, Мазнев вели дека ќе продолжат со работа откако ќе се санираат штетите. Не е затворен, но тој е необитаем, тъй като сега е изключително студено, стъклото е счупено и вътре е изключително студено и не може да се обитава поради тая причина, но ние правим каквото е необходимо, за да може да се да се възстанови стъклото на витрината. Това нещо ни е обещано в понеделник да се случи и ние от следващия ден, когато имаме предвидена сбирка, възнамеряваме да използваме клуба. Во Македонија се отворија бугарските клубови со имења на познати соработници на фашистите Ванчо Михајлов и цар Борис III. А во Бугарија, македонскиот клуб го носи името Никола Вапцаров. Сепак и во двете земји ова се доживува како провокација. И на отворањето на клубовите имаше протести. За разлика од Бугарија која врши притисоци на тие што отвориле македонски клубови таму, Македонија се уште нема направено ништо за да се променат спорните имиња на клубовите кои предизвикаа гнев кај јавноста. Клубот во Битола и клубот во Охрид треба да ги сменат имињата најдоцна до 16 февруари, но председателите досега не покажале таква амбиција.